Благодарам, председателе. Почитуван министр за финансии, почитувани представници од Министерството за финансии, почитувани колеги пратеници. Значи, четврт ден на обща расправа за буџетот за 2016 година. И јас ќе се обидам во моето обраќање да се задржам на она што е планирано во буџетот за 2016 година и на што се базираат предпоставките за буџетот за 2016 и секако на она што беа главни критики на колегите од опозицијата во изминативе 3 дена. Значи, буџетот за 2016 година е планиран на приходната страна со 195 милиарди 788 милиони денари, односно 3,18 милиони евра, и на расходната страна се предвидени, на приходната страна 176,804 милиони денари, односно 2,87 милиарди евра, а расходите на 195 милиарди 788 милиони денари, односно 3,18 милиарди евра, што значи имаме зголемување на буџетот за 6% во 2016 во споредба со 2015 и дефицитот е позициониран на 3,2%, односно на 308 милиони евра. Ваквото намалување на буџетскиот дефицит во 2016 година не носи во рамките на она што е предвидено со буџетската стратегија на постепено консолидирање на буџетскиот дефицит и негово врамување во рамките на мастришките критериуми испод 3%, што е планирано за 2017 година. Секако дека проекциите на буџетот се засниваат на она што е реализирано во оваа година, во периодот што е зад нас, како и очекувањата за економските текови во држава и секако движењата во европската економија, затоа што Република Македонија не е изолирана економија и е многу зависна од она што се случува во европската економија. Па би споменал дека растот на Европската унија се планира на 2,1%, а во еврозоната 1,9% економски раст, а Германија како најбитен надворешно трговски партнер на Република Македонија планира раст од 1,9%. Растот на македонската економија позиционира на 4% е близу до предвидувањата на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка, кои што предвидуваат раст на македонската економија од 3,9%, односно 3,8%. И сега, ако се послужиме со речникот на опозицијата, буџетот од 3,18 милиарди евра е мегаломански буџет и ако го споредиме со буџетот во 2005 година, тоа бога ми изгледа така, затоа што буџетот во 2005 година е 1 милиарди и 646 милиони евра. Меѓутоа, како економисти, кога разговараме за буџетот, не смееме овие бројки да ги гледаме изолирано. Значи, кога станува збор за буџетот, за големината на приходната и на расходната страна, мораме да извршиме споредба со бруто домашниот производ, затоа што само на тој начин ќе направиме еден релативен показател на соодносот на буџетот со новосоздадената вредност во текот на една фискална година. Сега, за да имаме вистинска представа за фаќањето на реалниот сектор со буџетот, односно со приходната страна од буџетот, мораме да направиме споредба какво е денес за фаќањето на реалниот сектор со буџетот, какво било кога оваа држава ја предводела влада предводена од СДСМ. Какво е за фаќањето на реалниот сектор со буџетот во држава, каква е во државите во регионот и во еврозоната. Ако ја направиме таквата споредба, односно направиме споредба, пример 2014 веќе ја земам, во споредба со 2005,
2005 имаме 32,7% за фаќање на реалниот сектор со буџетот, а 2014 и 2015 имаме 30,2%. Значи, онаа што го опозицијата, овие изминативе 3 дена го збори, не станува збор за никаков мегаломански буџет, не станува збор за никакво претерано оптеретување на граѓаните и реалниот сектор со буџетот, односно со даночната политика која што се води. Друго е прашањето како оваа држава успева во изминативе неколку години со пониски даноци да ги остварува овие буџетски приходи. Една од причините лежи во зголемувањето на новосоздадената вредност, односно во растот на бруто домашниот производ, и другата причина лежи во стопирањето на сивата економија. Значи, даночната политика која што ја спроведува оваа држава е неселективна и важи за сите стопански субјекти и важи сите граѓани оваа држава, и не случајно и оваа година 2015 во изминатите 8 месеци приходите во буџетот, даночните приходи се 13,4% повисоки од 2014 за истиот период 2014, а пак вкупните приходи се повисоки за 14% во споредба со истиот период 2014 година. Би сакал овдека да споменам дека во изминативе неколку години секогаш опозицијата, кога станува збор за проекциите на економскиот раст и проекциите на приходната и расходната страна на буџетот, а сите овие буџети од 2009 наваму, ќе се сложиме, беа носени во услови на должничка криза во Европа, на светска економска криза, а оваа година на должничка криза на нашиот јужен сосед, кој што е еден од најзначајните надворешно-трговски партнери на Република Македонија, и во услови на домашна политичка криза. Обвинувањата одеа до таму дека министерот за финансии треба да се стави на одговорност, па дури и на кривична одговорност, да се донесе закон, дека ако не се остварат проекциите на економскиот раст и проекциите на приходната и расходната страна, треба министерот за финансии да одговара, што е тешка небулоза, затоа што иднината со сигурност никој не може да ја предвиди, и предвидувањата и на економскиот раст и на ставките во буџетот се вршат врз основа на постигнатото во изминатиот период и очекувањата за идниот период. Се сеќавам и на една интерпелација на министерот за финансии, ми се чини 2012 година беше, и образложението на таа интерпелација на почетокот стартуваше со тоа дека министерот за финансии ги промашил стапките на економски раст и стапките на приходната и расходната страна од буџетот. Впрочем, сите овие 5-6 години, Меѓународниот монетарен фонд, Светска банка, кои што вршат проекции на економскиот раст за сите држави, членки на ММФ, кои што вршат проекција на економскиот раст и за еврозоната и за Европската унија, тоа го прави и Светска банка, по неколку пати во текот на годината ги коригираа стапките на економскиот раст за сите држави, вклучително и на Република Македонија. Што не е случајно дека може да се случи и за 2015 или за 2016 година. Прашањето за собирањето на буџетските средства, значи лежи во зголемувањето на бруто и зголемувањето на буџетот, лежи во зголемувањето на бруто домашниот производ и стопирањето на сивата економија. Нема друг одговор, затоа што, колеги, евидентно е дека бруто домашниот производ 2005 изнесува 5 милиарди и 32 милиони евра, а за 2016 е предвиден 9 милиарди 498 евра. 498 милиони евра. Или ако земеме бруто домашниот производ пер капита 2005 година, односно по глава на жител е 2471 евро, а 2015 е 4125 евра по глава на жител, односно зголемување за цели 67
проценти. Сега би сакал да споменам и во делот на даночната политика, односно собирањето на даноците. Еве, овдека во овој графикон, ќе видите дека во вкупните приходи на буџетот 2005-та 66% се даночни приходи. 2015-та исто така 66,21% од вкупните приходи на буџетот се даночни приходи. Сега, овие даночни приходи 2015-та се собрани од даноци кои што се значително понамалени во споредба со даноците 2005 година. Персоналниот данок 2005 беше 15, 18 и 23%, односно прогресивното одредочување беше тогаш на сила, а сега персоналниот данок е 10%. Данокот на добивка е исто така 10%. За жал имам една табела, ама многу се мали цифрите, ќе се обидам за пленарна седница со поголем фонд, нели, да ја зголемам оваа табела, да може да ја видите и камерите, за да видиме каде Република Македонија, не само да се споредуваме, нели, со 2005, да се споредуваме и со другите држави, стои во споредба со другите држави кога се даноците во прашање и нивната висина или онаа вие што го зборите претерано оптоварување на граѓаните и реалниот сектор со даночната политика. Еве данок на добивка 10% имаат уште две држави во регионот и ниту една друга држава во еврозоната. Персонален данок на доход 10% имаат уште две држави во регионот и ниту една друга држава во еврозоната. Данокот на ДДВ, потрошувачкиот данок, кој што патеме, нели, и има најголем удел во вкупните даночни приходи, кој што носи пример 57% од вкупните даночни приходи, кај нас во сите овие години на криза и кога сите држави како и Република Македонија кобураа во прибирањето на приходите, Македонија е една од најретките кои што не се дрзна на зголемување на данокот на ДДВ, односно на потрошувачкиот данок. И сега ако ги погледнеме 10 држави од регионот и 23 држави од еврозоната, ќе видиме дека Република Македонија има најниска стапка на ДДВ, 18%. Пониска стапки имаат, или исти со нашите, имаат 2-3 држави, меѓутоа тие имаат повисока преференцијална стапка, односно имаат повластена даночна стапка 7-10%, а не 5% како што тоа е во Република Македонија. Сега тоа е во делот на висината на стапките. Би сакал вака на брзина да ги прочитам, да ја прочитам листата на производи на кои што од 2006 навамо се намали данокот на ДДВ од 18 на 5%, односно од основна стапка на ДДВ 18% се префрлија во преференцијална даночна стапка од 5%. Знаете, сите на првата владена седница предводена од ВМРО ДПМН, ДДВ-то за земјоделските репроматеријали и механизација се намали од 18 на 5%. Знаете сите дека ДДВ-то за лековите, медицински потрошен материјал, санитарни справи се намали од 18 на 5%. Знаете сите дека ДДВ-то за компјутери, односно машини за автоматска обработка за софтвери се намали од 18 на 5%. Услуги за одржување, односно комунални услуги, знае и колегата сега Орцев, како директор на комуналното предпријатие, ако до 2005 било вкалкулирано во цената на комуналните услуги 18% ДДВ, од 2007 година се вкалкулира 5% ДДВ, што на некој начин ја намалува цената на услугата спрема граѓаните. Првиот промет на стамбени згради, сурово масло за производство за храна за човечка исхрана. Потоа и последно, како што беше и ветено во програмата за последните парламентарни избори, е намалувањето на ДДВ-то за добиточна храна, адитиви за сточна храна, како и што е многу битно за демографскиот развој во Република Македонија, намалувањето на ДДВ-то за училишен прибор, за
како за училишен прибор и за бебешки производи. Така. Тоа околу даночната политика, околу промашените проекции што ги изборевте. Сега одиме на она што цело време од оваа расправа за буџетот, тоа се случуваше редовно и во претходниот мандат, задолженост. Цело време се обидувате задолженоста да ја презентирате од дали собраниска, дали од овие седници на работни тела или во медиуми, опозицијата, да наметне мислење дека државата претерано се задолжува, дека е тоа неодговорно или не знам што друго. Меѓутоа, колеги, кога станува збор за задолженоста, исто така ќе бидете во право ако ја погледнеме задолженоста во апсолутни цифри, ако ги разгледаме изолирано тие бројки. Меѓутоа, ако ја споредиме задолженоста како процент од бруто домашниот производ, од новосоздадената вредност, ќе видиме дека Република Македонија, еве на пример на сега кој графикони, има еден куп графикони, можам да ви ги покажам, дека задолженоста во скалата на задолженост на државите во Европа, мораме и министерот за финансии ви ги презентираше и повеќе колеги пратеници ви ги презентираа овие графикони, табели, ама што да правиме кога вие постојано зборувате, државата ја презадолжувате, го правите тоа на неодговорен начин и така натаму. Република Македонија, еве каде е, петта најмалку задолжена земја во редот на сите држави од еврозоната. Сега, вашите сминувања одат до тамо дека сме ги одвоиле, како што е јавното предпријатие за патишта, сме го одвоиле од буџетот за да ја прикриеме задолженоста и дека на тој начин го криеме долгот. Меѓутоа, колеги пратеници, ако државниот долг е 36%, е петти најнизок во еврозоната, јавниот долг во кој влегуваат, знаете сите, во кој што влегуваат и долговите на јавните предпријатија и на општините, е 43% од бруто домашниот 40,6 нека е, од бруто домашниот производ. И ако ја погледнете оваа линија на движење на јавниот долг, ќе видите дека јавниот долг 2014 година, например, не е ништо повисок од јавниот долг што го имала владата предводена од СДСМ во 2005 година. Каде е сега, колеги пратеници, тоа неодговорно задолжување, кое што нон-стоп го кажувате во вашите говори, не знам. Сега, на што се базира растот на економијата во идната година? Секако, многу е битно да се каже дека растот на економијата се планира на широка основа, значи позитивни стапки на раст се предвидуваат за сите економски гранки. Вообичаено највисоки стапки на раст се очекуваат за градежништвото, кое што патем речено во сите овие години назад беше локомотива на одржување на економскиот развој, услови на економска криза. Меѓутоа, градежништвото, ако беше оставено само на себе во такви услови на намалена екстерна побарувачка, на намалени инвестиции во Европа, ќе беше во паѓење или ќе беше во колапс. Знаеме сите, ако ги погледнеме завршните сметки на најголемите градежни компании, најголем дел, да не кажам 99% од приходите ги остваруваат во Република Македонија, затоа што вакви услови на криза имаше мала инвестициона, односно градежна изградба во Европа. За среќа, Република Македонија имаше сиве овие години, високи стапки на капитални инвестиции,
што финансирани од буџетот, што финансирани преку државните јавни предпријатија, дали за патишта, дали железничка инфраструктура и останатите енергетските компании. И како резултат на тоа имавме високи стапки на раст на градежништвото, вклучително и сите оние 25 други индустријски гранки кои што го обслужуваат истото. Би сакал, нема време да зборам и за онаа што го зборете и за животниот стандард, како бил во Република Македонија, колеги пратеници. Се надевам дека нешто ќе зборете за тоа, повеќе би се задржал во репликата, меѓутоа едно да знаеме, животниот стандард после таков крах на македонската економија во услови на транзиција и на приватизација, како што се случи во Република Македонија до 1998 година и отпуштање на неколку стотици илјади работници и невработеност од цели 38%, животниот стандард на Република Македонија не се променува така лесно и животниот стандард на Република Македонија не се променува за 1 или 5 години, затоа што битката со невработеноста е битка која што ќе треба да трае повеќе години. Република Македонија цело време, предводена од владата од ВМРО-ДПМН, ја тера таа битка во намалување на невработеноста, која што е основен услов и за подигање на платите во реалниот сектор и за подобрување на животниот стандард во Република Македонија. Сето друго е само обични зборови на хартија. Благодарам.